Една посета без средби со државно-владиниот врв, но со сериозни политички импликации, како домашни, така и регионални. 2 дена по престојот на косовскиот премиер Албин Курти не стигнуваат реакциите на политичките партии, но и на дел од јавноста, како за истакнувањето на знамена Голема Албанија за време на неговиот настап во Тетово, без при тоа да има какви било други државни символи на Северна Македонија, така и за неговото присуство на преименувањето на Чаирската улица Втора македонска ударна бригада во Адем Демачи. Опозицијата ја обвинува власта, бара одговорност и порачува дека не држат вода објавите од кабинетот на Димитар Ковачевски дека премиерот не се согласува со преименувањето на улица која го носи името на херојската Втора македонска бригада. Ова е листата на имињата со одлука на Шилегов и СДС кои што го водеа Советот на град Скопје и како советници од СДС и ДУИ му ја прифаќаат предлог листата на Шилегов во март 2021 година. Ова е информација на сајтот на град Скопје, каде што стои дека при избор на новите имиња, кои што ќе бидат содржани во предлогот, фактички ја најавува предлогот на градоначалникот Шилегов до Советот, земени се предвид етничките, културните и социјалните специфики, ова не случајно го читам, и вели во таа насока, во редот на новите имиња на улици ќе се најдат и Беким Фехмију, Ибрахим Ругова, Адем Демачи и мајка Тереза. И ова е листингот со промената на имиња од 2021 година, каде што како 142 предлог кој што поминува Втора македонска бригада се преименува во Адем Демачи. Тетовските социјалдемократи, каде беше истакнато знамето на Голема Албанија, пак вината ја гледаат кај организаторот на петочниот настан, градоначалникот Билал Касами, кој, како што велат, бил избрани со гласовите на ВМРО ДПМН и кој од посетата на Курти си направи промо клип за социјалните мрежи. Ниту збор не кажа Мицкоски за тоа што немаше државно знаме, за тоа што немаше државна химна. Молчи Мицкоски за провокациите. Наместо осуда, Мицкоски се стави во одбрана на Касами, неговиот коалициски партнер, кој беше организатор на настанот. Касами токму со гласовите и поддршката на ДПМНЕ стана градоначалник на Тетово. Заедно со нив држеа пресконференции токму овде во општинската зграда. Реагираше и председателот Пендаровски, порачувајќи дека истакнувањето провокативна националистичка иконографија што промовира великодржавни шовинистички идеи представува разгорување на етничката омраза и нетрпеливост и дека организаторите на собирите во Тетово и во Чаир мора да бидат санкционирани за кршењето на законските одредби за употребата на државното знаме и химна и знамињата и символите на заедниците. Што се однесува до загриженоста на председателот Пендаровски, мора да истакнеме дека тој со оваа реакција, напаѓајќи го Албин Курти, се чини дека и се додворува на ДУИ за да го поддржи за една кандидатура. Освен тоа, се чини, тој сака да им покаже на Апасиев и на албанофобните македонски националисти дека им е лојален кон нив и конечно, но најважно, тој преку оваа реакција како да сакаше да му докаже и на Александар Вучич дека е подготвен да го повторува својот рефрен секогаш кога тој ќе искаже антиалбански пораки. Реакции стигна и од официјален Белград. Посетата на Албин Курти на Северна Македонија беше скандал над скандалите. Тој беше прикажан како премиер на сите албанци. Преименувана е улица по големоалбанскиот сепаратист Адем Демачи, изјави српскиот председател Александар Вучич во својата реакција за посетата на Албин Курти на земјава. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Санкције руководству Републике Српске